Ако за уплата од 500 евра кон европските земи граѓаните плаќаа провизија од 1600 денари, сега таа изнесува само 260 денари. За приливите во евра на истиот износ, надоместокот е двојно помал, односно 140 денари, наспроти 280 денари. Плаќањето со евра стана поевтино и за граѓаните и за бизнисот. Македонија и официјално е дел од СЕПА, единствената област за плаќање во евра. Надоместоците, например, за плаќање од 500 евра, за граѓаните ќе бидат сега 6 пати пониски отколку во досегашното извршување на овие плаќањата, доколку ги извршуваат преку електронското или мобилното банкарство, односно преку дигиталните канали, додека пак приливите од странство во евра ќе ги добиваат за двојно понисок надоместок. И трошоците на компаниите значително се намалуваат. Така за плаќање во евра кон земите во СЕПА на износ од 20.000 евра, компаниите ќе плаќаат во просек 8 пати помалку, односно само 570 денари наспроти 4740 денари, колку што изнесуваше до сега. За приливите во евра на истиот износ, компаниите ќе плаќаат во просек тројно помалку. Надоместоците за компаниите се исто така се намалуваат. Например, за дигитално плаќање од 20.000 евра, компаниите сега ќе плаќаат 8 пати пониски надоместоци, додека пак приливите ќе ги плаќаат за 3 пати пониски надоместоци. Ова се секако големи заштеди и придобивки за конкурентноста на компаниите, посебно за малите и средни предпријатија, им овозможува пристап до единствениот европски пазар. Сите големи и средни банки се спремни за да вршат трансакции во рамките на СЕПА. Остануваат уште 3 кои што интензивно работат на интеграцијата и се очекува дека ќе завршат најдоцна до крајот на првиот квартал од 2026. Клучниот чекор за спроведување на оваа реформа беше донесувањето на Законот за платежни услуги и платни системи. Барањето за пристапување кон СЕПА беше поднесено на 10 јули 2024, додека на 6 март 2025 беше прифатена апликацијата од страна на Европскиот Совет за плаќање, со што се овозможи и приклучување на домашните банки во платежните шеми преку кои се извршува плаќањето во евра. Станува збор за регион што опфаќа 41 земја.